Редовните дневни испитувања на квалитетот на водата за пиење од градскиот водовод во Кочани не покажуваат никакви знаци на загадување по истакувањето на јаловината од рудникот Саса во Каменичка река, оттаму и во Брегалница. Градската водоводна мрежа, која црпи вода од бунарскиот систем Грдовски Орман, кој со капацитет од околу 300 литри во секунда е прв и најголем таков комплекс во непосредна близина на речното корито на Брегалница, низводно од браната Калиманци. Од комуналното предпријатие Водовод информираа дека внимателно ја следат состојбата. Мислам дека нема бојазност, ова не е прво пукање на ловиштето од рудници Саса. Значи, ние перманентно испитуваме водата и во нашата лабораторија која што се наоѓа во самата фабрика за прошитување на питката вода, а и плюс имаме дополнително ангажирана и надворешна фирма која што секојдневно зима мостри од неколку мерни места кои што ги испитува водата, така да таа процедура ние ќе си ја тераме постојано. Сметам дека некаква посебна бојазност во врска со пукањето на јаловиштето дека ќе немаме некоја посебна ситуација, барем што се однесува на бунарскиот систем Грдовски Орман. Комплетно овде сме покриени со тој правилник што излезе во време на коронавирусот, како треба да се третира вода, со кои параметри, колку треба да има учество на хлор во питката вода. Значи овде третираме постојано, ги задоволуваме померењата што ни доваѓаат од надворешната институција, а и померењата што ги имаме од нашата лабораторија, така да се држиме во тие рамки и сметам дека водата е со највисок можен квалитет. Во комуналното предпријатие Водовод не располагаат со податоци за евентуалната загаденост на површинските извори за вода за пиење, ниту пак имаат обврска да прават нивно испитување. Согласно одредбите во Законот за води, надлежноста за тоа ја има Државниот инспекторат за животна средина. Оваа институција располага со специјална мобилна лабораторија, која што може да прави испитување на загадувањето на површинските води. Поради тоа се очекува стручни служби да излезат на терен и да дадат подетелни информации.